Искрено се надевам дека изборите на 11 декември ќе поминат добро за конечно да ја затвориме страницата на политичките потешкоти и забрзано да целиме кон Европската унија, затоа што ние Македонија ја очекуваме во Европската унија, изјави денеска амбасадорот на Франција во Република Македонија Кристијан Тимониер при денешната работна посета во кабинетот на градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев. Прашан каква кампања очекува од страна на политичките партии од 21 ноември, Тимониер забележа дека македонските политичари тоа треба да го кажат. Ça, c'est entre les mains des Macédoniens et ce sont les plaisirs de la démocratie. Затоа што сепак изборите секогаш носат за сите огромни демократски задоволства, само ќе истакнам дека Државната изборна комисија навистина направи огромен напредок во организирањето на изборите и најважно е сепак изборите да бидат слободни, фери, признаени од сите оние кои што учествуваат во изборниот процес и ќе кажам само дека навистина на македонците им останува да одлучуваат за својата иднина. Амбасадорот на Франција денеска со штипскиот градоначалник разговараа за соработка во делот на образованието, односно за изучување на францускиот јазик во основните и средни училишта. Првичната идеја е да францускиот јазик кој беше застапен во една поранешна држава поголема како основен, еден од основните јазици кои го учат нашите ученици, повторно да го ведеме во основното образование. Услови за тоа има. Мислам дека со овидувањето на францускиот јазик децата ќе ја запознат и Франција, бидејќи францускиот јазик по напуштањето на Велика Британија преку Брекзит, така се викаше, напуштањето на Велика Британија од Европската унија можеби ќе стане и официјален јазик на Европската унија. Францускиот амбасадор денеска оствари средба и со ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Блажо Боев, на која што разговараа за соработка со универзитетите од Франција и со други институции. Et nous avons parlé de plusieurs domaines d'excellence en particulier. Изборувавме за неколку области каде што навистина Франција е најнапредната, тоа е земјоделието и уметноста и навистина сме спремни да пречекаме македонски студенти, но и ние да го донесеме нашето знаење овде. Францускиот амбасадор вели дека на средбата е разговарано и за вклучување на францускиот јазик во рамките на факултетите на Штипскиот универзитет, а исто така и за соработка во делот на земјоделието и уметноста, кој во Франција се едни од најразвиените сектори.